На денешен ден 17 април. Илјада 492 година кралската двојка на Шпанија, Фернандо VI и Изабела I, се согласија да го финансираат првото патување во Америка, односно Индија, како тогаш се мислело на шпанскиот морепловец од италијанско потекло Кристофер Колумбо. На Колумбо му беа дадени 3 брода едрилици, титулата адмирал на океанот и вице-крал на земјите кои ќе ги освои. Илјада 790 година во Филаделфија умре Бенџамин Франклин, американски државник, филозоф, физичар, економист и писател. Покрај Џеферсон, автор е на Американската декларација за независност. Со години тој се занимаваше со демократизација на уставот и укинување на робството. Како физичар се занимаваше со проучување на електрицитетот и го пронајде громобранот. Роден е во Бостон на 17 јануари 1706 година. Илјада 894 година. Роден е рускиот државник Никита Сергеевич Хрушчов, шеф на Советската комунистичка партија од 1953 до 1964 година. Пленумот на Централниот комитет во октомври 1964 година го смени од сите функции. Илјада 961 година. Со поддршка на американската влада и со помош на ЦИА, кубанските контрареволуционери извршија неуспешен десант на заливот на свињите, со намера да ја укинат револуционерната власт на Фидел Кастро. Расплетот на драмата беше побрз од колку што очекуваше Вашингтон. Револуционерните сили брзо го разбија инвазиониот корпус. Илјада 983 година. Од територијата на Индија успешно е лансиран вештачки сателит. Првиот индиски сателит е исфрлен со советска ракета во орбитата околу Земјата од космодромот Бајконур на 19 април 1975 година. Илјада 984 година. Во Чарлстон умре Марк Кларк, американски генерал, последен од петмината големи американски команданти во Втората светска војна. Тој ја предводеше сојузничката инвазија на Италија во 1943 година и ја потпиша спогодбата со која е окончена војната во Кореја. Роден е во 1897 година. Илјада 992 година. Во Скопје председателот на Република Македонија Киро Глигоров ја откри новата надпис плоча на Домот на армијата на која пишува Република Македонија, Дом на армијата Скопје. Со тоа, на символичен начин беше одбележено доаѓањето на првите регрути на армијата на Република Македонија и нејзиното воено осамостојување. Илјада 993 година. Во Анкара умре Тургут Озал, осми поред турски председател.
За време на неговото председателствување, Република Турција ја призна Република Македонија. Роден е на 13 октомври 1927 година во источната турска област Малатија. В 2014 година добитникот на Нобеловата награда за книжевност, колумбискиот писател, новинар, издавач и политички активист Габриел Гарсија Маркес почина на 88 годишна возраст во Мексико Сити. Маркес е првиот колумбиец на кому му припадна Нобеловата награда за литература во 1982 година и четврти Нобеловец од Латинска Америка. Маркес се смета за најпознат писател на магичниот реализам, во кој се преплетуваат митови и магија со реалноста на секојдневната екзистенција. Со своите романи и работа на филм како сценарист, најмногу придонесе латиноамериканската литература да дојде во центарот на вниманието на светската културна јавност. Неговиот најпознат роман 100 години самотија, кој е продаден во над 30 милиони примероци, е инспириран од родниот град на Маркес, кој го нарече Макондо. Маркес е роден на 6 март 1927 година во колумбиското место Аркатака.